Во Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжи судскиот процес против 13 полициски службеници обвинети за тешки дела против општата сигурност поврзани со пожарот во Кочанската дискотека Пулс на 16 март 2025 година, во кој загинаа 63 лица, а 223 беа повредени. На денешното рочиште беа изведени материјални докази, меѓу кои писмениот извештај од Институтот за судска медицина. Според вештачењето, кај сите жртви е констатирана насилна смрт, најчесто поради труење со јаглероден моноксид, задушување во метежот или недостиг на кислород, додека 4 лица починале во болнички услови. Обвинителството приложи медицинска документација за 157 лица со тешки телесни повреди. Обвинението наведува дека полициските службеници присутни во објектот во периодот од 14 до 16 март 2025 година не презеле соодветни мерки за спречување на употребата на пиротехника, иако таа била видлива на сцената, што според обвинителството придонело за трагичните последици. Одбраната пак реагираше дека доказите не се соодветно наведени и дека полицајците биле во објектот само кратко време за акцијска контрола, без можност да ја предвидат несреќата. Сите обвинети претходно се изјаснија за невини, тврдејќи дека постапиле во рамки на своите овластувања. Судскиот процес го води судијката Фанка Јанчулева Михаиловска. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бараат одговорност и отворање на случајот Мазот, при што повикуваат надлежните институции да ги објават сите докази и да се продолжи со постапката. Од друга страна, од ВМРО-ДПМНЕ велат дека митото од 2000 евра за Богоев било само почеток на исплатите за местен тендер во Царина. Савевски каже една многу важна работа, дека доколку во иднина се појават нови околности или релевантни докази, случајот може да биде повторно активиран. Само неколку часа после брифингот на Савевски и овие негови изјави, министерот Панче Тошковски во интервју на телевизија рече дека има докази кои јавноста не ги знае и дека сите ние ќе бидеме шокирани. Дали Панче Тошковски е повикан да ги достави овие докази? Бараме јавниот обвинител да го повика Панче Тошковски да му ги достави доказите за кои јавно зборува дека ги има. Митото од 2000 евра за Богац било прво од неколкуте исплати кои требал да ги добие за местениот тендер во Царина вреден 18 милиони денари. Од нашите информации добиени од свиркачи, Стефан Богоев митото го договарал во директна комуникација со Александар Спирковски Джемо преку Вибер конверзација. Джемо, која застапувал фирмата која го добила тендерот вреден 18 милиони денари, договорил и финансиски подароци за Богац, а само една од траншите која требало да ги добие Богац била во висина од над 110.000 денари. Јавноста заслужува да добие одговори колку пари требал да добие Богоев, поранешниот директор на Царинската управа, за да го намести овој тендер за одржување на хигиена на граничните премини и терминали вреден 18 милиони денари. 852 милиони евра лани се искоцкани во Македонија. Ова значи дека се зголемува бројот на коцкари, но и парите кои се ставаат на маса во игрите на се или ништо. Потврда за ова се приходите на коцкарниците и облужувалниците кои секоја година раснат видливо. Анализата открива дека минатата година вкупниот приход на друштвата што приредуваат игри на среќа или пак места за облужување изнесува 852,2 милиони евра. Во 2024 година износот бил 836,5 милиони евра, а во 2023 година изнесувал 791,3 милиони евра. Ова значи дека само во последниве 3 години ова задоволство ги чинело граѓаните безмалку 2,5 милиарди евра. Што луѓето ги тера да се коцкаат по секоја цена и има ли лек? Узуро, галени деца, нема што да работат, лежат и трчат таму да потрошат некоја пара. Има ли лек за тоа? Лек, ако има лек ќе ги лекуват, сигурно нема лек. Сиромашијата. Ја така мислам дека е. Има ли лек против коцката, за коцката? Има. Например? Има. Ќе увиди дека не бива, дека загазуваат на тоа. И тоа е. А да се коцкат луѓето, знаеш што ги терат? Дома тие родителите што не ги воспитале. Невоспитано дете да се коцка, да го пуштат у коцкарницка што од никое време. Како нема лек бе?
Стапо што викаше тај што го донесе на приказната, вика овај стап зашо е, вика да ти дојде калостинко. Некој е разочаран, не стварно нема екзистенција, без работа, има завршено некоја соодветна школа, не го примат на работа, тоа значи разочарување. А некој од многу пара, родител е јак со финансии и сега тато даде некој денар и овај го пуште дека оде, ето од тоа, значи многу причини има дена. Добро, а има ли лек за коцка? Па лек само закон. Зуро нема работа, отиде, ако му даат некој динар, отиде, потроши ги у коцка. Мислејќи дека ќе добие, а уствари губи. Има лек, да нема пари да оде да се коцка, ќе има лек. Немањето ги тера да се коцка. Како има ли? Лек за коцка. Па нема. Сите коцкарски задоволства и трауми се 67 милиони евра добивка во овој сектор, кој според некои податоци вработува над 8200 луѓе, а на државата за даноци издвојува 280 милиони евра. Но иако тоа за неа се големи пари, премиерот Христијан Мицкоски одлучи да ја смени играта во намерата Македонија да не наликува на Лас Вегас, а граѓаните да не се фрлаат во очај и должничко робство. Во процедура е закон кој забранува коцкарски објекти на најмалку 500 метра оддалеченост од училиштата. ЗЕЛС преку Светска банка ќе набави 49 возила за комунална хигиена за град Скопје и општините ширум државата. Возилата речиси секаде се итно потребни, бидејќи нови не се набавуваат, а сегашните се просечно стари над 20 години. Најголема поддршка досега за одржување и подобрување на состојбата со хигиената на општините. Имено се купуваат 49 возила од различен тип, кои што треба да помогнат на градот Скопје и на останатите општини за подобрување на состојбата со хигиената. Се купуваат 17 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена со вкупна вредност од 1,6 милиони евра, 2 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена со соодветни механизми со вредност од 283.000 евра, 9 специјализирани камиони кои што се во вредност од 982.000 евра, 21 машина за чистење на улици во вредност од 1,3 милиони евра или вкупно, како што кажав, за 4,2 милиони евра се купуваат 49 возила со поддршка на Светска банка, што сериозно ќе помогне во подобрување на состојбата со хигиената. На денешната конференција на ЗЕЛС, министерот за транспорт и врски и вице-премиер Александар Николовски пред градоначалниците ја потенцираше важноста од соработката со Светска банка и во дел на локалната патна инфраструктура. Во кој што за 2 години, во период од јуни 24 до јуни 2026 година, се исклучени договори во вредност од 25,3 милиони евра за реконструкција на локални патишта во општините. Рехабилитирани се 96 улици во 72 општини, во вкупна должина од 72 километри, а во фаза на реконструкција се уште 31 километар патишта, што значи дека некаде околу 103 километри патишта се рехабилитирани и изградени целосно нови или во тек на изградба во овој момент со поддршка на ЗЕЛС и со поддршка на Светска банка. Темата за локалните патишта денеска беше предмет на дискусија на конференцијата на ЗЕЛС, на која присутни беа градоначалниците од сите градови, а на која присутен беше и представник од Светска банка. Со 72 девојки кои вчера пристигнаа во Центарот за обука на регрути во грчкиот град Ламија и официјално започна доброволното служење на воен рок за жени во Грција во траење од 12 месеци. Можноста и жените да служат воен рок ја соопшти министерот за одбрана Никос Дендијас на крајот на октомври минатата година, а следеше и кампања на Генералштабот на Комнената војска на Грција со видео на социјалните мрежи во вид на покана за доброволно служење војска. Според грчките медиуми биле пријавени вкупно 140 кандидатки, што било оценето како позитивен одзив од жените. Косово ќе одржи парламентарни избори во недела по трет пат за нешто повеќе од една година, откако партиите не успеа да постигнат договор за избор на нов претседател. Тоа ќе бидат 11-тите парламентарни избори од 2001 година, кога беа одржани првите повоени национални избори, а повеќето од нив не беа регуларни.
Овие предвремени избори беа распишени бидејќи Косовскиот парламент не успеа да избере нов председател во уставниот рок по завршувањето на мандатот на председателката Вјоса Османи. Председателот на државата се избира индиректно во парламентот. Поморски дрон експлодираше денеска наутро во романскиот пристанишен град Констанца. Во соопштението, романското министерство за национална одбрана наведе дека дронот детонирал околу 10 часот и 30 минути и дека се смета бил од типот на дронови што се користат во војната во Украина. Од министерството потврдија и дека дронот не бил дел од опремата на романската армија и дека не бил вклучен во неодамнешните воени вежби во областа на Црното море. За сега нема пријавени повредени. Истрагата за инцидентот е во тек. Штип ќе добие 2 нови моста на Брегалница, а во меѓувреме се подобрува статиката на најголемиот и најважен мост. Едниот очекувам во текот на следниот месец да започне веќе да се гради. Тоа е мостот на река Брегалница кој ќе биде продолжение на обиколницата која се гради, и вториот мост за кој што ќе се распише тендерска постапка е мост на река Брегалница кој има за сообраќајно решение да ги поврзе двете населби, населба Баби и населба Македонка, односно Балканска. Во наредните месеци ќе се работи на комплетна санација на долниот дел на мостот со подобрување на статиката, а веднаш потоа и третирање на горните слоеви на тротоарските површини, асфалтната маса. Јорданов упати апел до граѓаните. Сакам да апелирам до граѓаните кои ја користат оваа сообраќајница дека соодветно со сообраќајна сигнализација додека се одвиваат работните активности ќе бидат насочувани. Апелирам на трпеливост, на трпение, затоа што мора да се завршат согласно прописите сите активности кои се превземаат за реконструкција, санација и изградба на она кое што е предвидено. Во каква состојба се останатите мостови на Брегалница? Како ретко кога претходно одлучивме да направиме испитување на статиката преку ИЗИС, Институтот за испитување на земење на примероци и испитување на статиката на сите мостови на територија на општина Штип, за да превентивно делуваме и за да имаме точни податоци каква е состојбата на сите мостови. Секако дека ова се активности кои во моментов течат, како ги добиваме информациите, така постапуваме. Ова е инвестиција на јавното предпријатие Државни патишта во вредност од 30 милиони денари во кој учествува и општината, а санирањето се очекува да заврши за неколку месеци. Рехабилитација ќе се изврши на камениот мост кај детската градинка Стибо. Кочани прави нов обид за искористување на геотермалниот потенцијал. Со години назад, сегашните водотранспортни линии се оштетени поради што температурните и количинските загуби на вода се огромни, во просек повеќе од 60%. Загубите се големи како количински во протокот на самата вода, така и во губење на температурата, што водата кога ја добиваме во Кочани од изворите во подлог се губи за 24 до 25 степени. И самата вода веќе не представува енергетски извор, туку ја губи својот потенцијал и својата моќ. Поради ова, општината започна нов проект за реконструкција на главниот систем за довод на геотермална вода на релација Долни подлог Кочани. За некој ден подпишавме еден многу голем договор со UNDP, каде добивме грант од нивна страна за изработка на проектна документација за комплетна ревизија и реконструкција на како на предпоследот, така и на самите извори во Горни подлог. Тоа е од огромно значење за општината и од огромно значење за регионот во истокот. Геотермалниот потенцијал на Кочани е околу 300 литри во секунда и температура од 78 степени, што е редок природен дар кој градот не го користи ниту приближно. Сега со новиот проект се очекува еколошко загревање на општинските и јавните објекти. Доколку ја добиеме водата квалитетна како што ја поседуваме и со нејзината топлина, таа би била целосен извор за загревање во зимскиот период на училиштата, но сепак бидејќи со тоа ќе ги запазиме и загубите на самата вода,
и потенцијалот што го поседуваме, може за во иднина да се направи проект за затоплување на централното градско подрачје со топла вода, но сепак тоа е за во иднина. Сега приоритет ни е да ја донесеме водата во својот квалитет во центарот на градот. Изработката на документацијата се спроведува во рамки на проектот Јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти, кој го реализира UNDP со финансиска поддршка од Шведска, чии представници неодамна беа во Кучани. Жителите на Беровското село Ратево добија нова и современа сообраќајна инфраструктура со завршување на асфалтирањето на улицата Гоце Делчев во должина од 591 метар. Во рамки на зафатот е изграден и канал за одведување на атмосферски води во должина од 70 метри, како и два подпорни ѕида со вкупна должина од 60 метри, со што дополнително се зголемува стабилноста и заштитата на теренот. За реализација на проектот од буџетот на општина Берово за 2026 година се издвоени 5.786.419 денари. Во општина Виница пак започнаа земјените работи за поплочување на уште 2 улици во село Градец. Проектот се реализира со средства од општинскиот буџет и има за цел подобрување на локалната патна инфраструктура, полесен пристап до домовите и унапредување на условите за живот во руралните средини. Од општината истакнуваат дека инвестициите во инфраструктурата продолжуваат како еден од приоритетите за рамномерен развој на сите населени места. Општина Делчево интензивно работи на изработка на новата стратегија за локален економски развој за периодот 2026-2031 година. Во рамки на втората работилница учествуваа представници од различни области, при што беа дефинирани приоритетни проекти во сферата на дигиталната трансформација, образование, спорт, култура, инфраструктура и заштита на животната средина. Крените 5 основни столба од кои што ќе креираат и самата стратегија. Најпрво се става фокус, како што ви претходно да спомнав, на капиталните инвестиции и на очекуваниот трет унгарски кредит, кој што ќе даде дополнителен буст на локалните самоуправи широм државата. Секако тука не помалку важно и дигитализацијата на општината како сервис на граѓаните. Социјалните стратегии, социјалните помошти на ranливите категории и многу важно што сакам да го презентирам е новитет барања од невладни организации кои што ги ставаат во фокус нашите жени и нивните потреби. Тука сега го станува збори за мајките, за родилките, но и за оние оваа повозраста група која што секојдневно има потреби како од локални, така и од државни институции. Првата верзија на стратегијата ќе биде објавена на почетокот на септември, пошто ќе следи јавна консултација пред конечно усвојување. По повод 5 јуни, Светскиот ден на животната средина, Рудник Саса реализираше нова едукативна и еколошка иницијатива под мотото «Пријатели на биодиверзитетот, чувари на природата и климата», насочена кон подигнување на свеста за значењето на биодиверзитетот, заштитата на природата и климатската акција. Во партнерство со јавното предпријатие Национални шуми и Средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар од Македонска Каменица, ученици изработеа кукички за птици и за солништа за инсекти и диви пчели од природни и реупотребливи материјали. Проектот заврши со поставување на кукичките и засолништата на соодветни локации во шумското подрачје со цел поддршка на локалниот биодиверзитет. Веруваме дека заштитата на животната средина започнува со едукација, личен пример и активно вклучување на младите. Преку вакви иницијативи сакаме да поттикнеме поголема свест за поврзаноста помеѓу биодиверзитетот, климатските промени и одговорното управување со природните ресурси. Велат од Рудник Саса. Од компанијата посочуваат дека ова е дел од нивните континуирани активности за унапредување на еколошката свест и одговорно управување со природните ресурси. Во последните години, во модернизација и развој на рудникот, инвестирани се повеќе од 100 милиони американски долари, со цел поефикасно, побезбедно и поодговорно работење кон животната средина. Најдобрите ученици, правенците од сите основни и средни училишта во Штип, денес беа на прием кај градоначалникот Иван Јорданов, а во исто време, добивајќи ги признанијата и формално беа промовирани за најдобри во своите училишни средини.
За мене овој успех представува доказ дека на крајот целиот труд и сите напори што ги вложуваме за тоа да се надпреваруваме на државно и интернационално ниво се вреднува и дека тоа не е залудно, туку има некои кои што го препознаваат нашиот талент и потенцијал како младина на овој град. Па за мене првенец на генерација представува голема чест, воедно и денешниот настан овде е голема чест, со тоа што се вреднува и се потврдува нашиот долгогодишен труд, нашиот успех и секако нашата силна желба. Имам 15 години и ова представува голема чест за мене. Уште кога дознав што имав желба да станам првенец на генерација и ќе продолжам да постигнувам успеси над превари. Која е целта на промоцијата? Целта на овој настан е да се дадат признание и да се вреднува успехот на учениците кои имаат високи резултати, достигнувања на државни и меѓународни надпреварувања, а Штип е град кој се гордее со нашите ученици затоа што во изминативе години сведочиме на низа на постигнувања, достигнувања и на државно и на меѓународно ниво. Влогот и инвестирањето во образованието е инвестирање во иднината. И јас сум сигурен дека овие ученици се иднината на нашиот град и на нашата држава и дека тие во иднина ќе успеат да го трасираат патот на развојот на нашата општина. Ова е четврта година како општина Штип ги промовира најдобрите ученици од основните и средни училишта. 503 матуранти од Штип утре ја полагаат државната матура. Согласно новиот правилник, оваа година ќе се полагаат 3 видови на државна матура: државна, стручна и уметничка. За државната матура можеме да кажеме дека полагаат најмногу ученици, а тоа се 372. Имаме и ученици кои полагаат стручна матура, државна стручна матура. Таму бројот е 15 ученика. Имаме ученици кои полагаат уметничка матура, тоа се 33 ученици. Остануваат ученици кои полагаат училишна матура, вкупниот број на тие ученици е 38 и завршен испит полагаат 45 ученици. Во сабота во просториите на кампус 2 при Штипскиот универзитет Гоце Делчев се полага првиот екстерен испит со почеток во 9 часот. Учениците ќе избираат меѓу странски јазик, математика или историја, во зависност од типот на матурата. Секако државниот испитен центар работи на тоа да се обезбеди добролен број на наставници кои ќе го контролираат процесот на полагање на државната матура, така што се надеваме дека и квалитетот на самиот испит ќе биде оваа година на уште повисоко ниво. Во просториите каде што ќе се полага матурата ќе биде забрането користење мобилни телефони и други електронски уреди. За полагање на државна матура на ниво на држава пријавени се вкупно 14.587 ученици и ангажирани 2500 тестатори и 200 наблюдувачи. На 12 и 14 август е вториот рок од полагањето на државната матура. Во обичаен пазарен ден, нашата екипа е тука помеѓу пазарните тезги и ќе ги запрашаме потрошувачите, граѓаните, каков е денешниот пазар. Дали е пристапен, односно цените на производите, дали се пристапни за нивниот џеп. Преам сте биле на пазар, што е најевтино денес? Се е ефтино. Ја мислам намалија ги цените доволно. Од ова што сте земале? Пипер, патлиџан. Колку е патлиџанот? 50 динара. Па ефтино и пиперчето не е скапо, патлиџано не е скап, добра е цена, сега иде уред. Па, има некои работи се поевтини, некои поскапи, ама добро. Пристапни се? Пристапно, да. Што е ефтино, гледам сте земале? Па има патлиџано, например, пиперките, сега таа цена не може поевтино да биде. Да. Вака велат потрошувачите, но што велат и дали се согласуваат пазарџиите? Како што тие велат дека пазарот е пристапен за нивниот џеп. Сега, дали пазарџиите се на иста линија? Да, така се слагам јас со нив и ја мислам дека се треба да бидат задоволни. Да. Што значи тоа пристапен? Па вака сега, имаше цени кои, например, беа недостапни за нив. Но сега, веќе патлиџано беше 150, 180 до 200. Сега патлиџано е 80 динара, најубав е.
Пред некој петочен пазарен ден црешите беа само за гледање. Па беа за гледање, се сеќаваш кога зборувавме дека кога беа 200 денари, ја што реков, дека црешите ќе паднат. Еве сега се случи, црешите се 100 денари. Потпуно се согласувам со гледачите, со пазарджиите, затоа што сега падлижано и пеперо паднаа нагло. Имаме и падлижан од 50, речем френка што викате, или падлижан од 50 до 100, најскапото од 85 до 100, а пред ова пазар беше 120. Што значи и пиперо исто падна на 89 динара. Значи стварно е падната. Да, а тука гледаме цените, само моркова е падната 20 динара, а другите работи се тука некаде и броколото е падната 100 динара. Во мирното село Рипское се наоѓа во германската покрајина Макленбург, западна Померанија, се наоѓа куќа која го привлече вниманието низ целиот свет. Со површина од само 11 квадратни метри, оваа двокатна зграда е кандидат за титулата најмала куќа за одмор во светот. Собствениците Марита Ханеман и Мос и незиниот сопруг Андреас Мос ја купиле напуштената куќа од Тули за символична цена од 1 фунта. Иако куќата била во лоша состојба, двојката инвестирала околу 161.000 фунти во незиното реновирање, вклучувајќи 44.000 фунти субвенции и 117.000 фунти сопствени средства. Цената по ноќ е 92 фунти, а двојката се надева дека нивната куќа наскоро ќе биде препознаена како најмалата куќа за одмор во светот. Утре времето сончево и тивко. Температурите ќе се искачат до 30 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 10 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 43%. Температурите по градови се следните. Штип и Карвинци со по 30 степени. Пробиштип 28, Чешиново, Облешово и Кочани со 30 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 26 степен, во Пехчево 24, а во Берово максимални 23 степени. Православните верници утре се спомнуваат за преподобен Симеон Столпник Дивногорец. Католиците се спомнуваат за Норберт.